13 март, ден среда. Уште едно предпладневно дружење во емисијата Сончевина на телевизија Сонце. И денеска интересни теми, интересни прилози, интересни сервисни информации како од Македонија, така и од светот. Во денешното издание подготвен прилогот за малите дечиња и тоа како ние родителите да ги навикнеме на парите, на штедењето и на распознавање на правите вредности. И денешното квалитетно гостување од страна на доктор специјалист по гинекологија и акушерство, доктор Васко Коруновски. Ке зборуваме на тема вакцинацијата против ХПВ вирусот, која што е задолжителна. Многу дилеми низ народот се слушаат, меѓутоа затоа во денешното издание едно стручно лице да ни ги објасни работите и малку да ги скротиме тие дилеми и шпекулации што се низ народот. 3130-137 и 3211-906 и денеска отворени контакт телефони само за вас. Во денешното издание ќе доделиме 2 влезници за убава детска представа во театарот за деца и младенци. Но за се ова што го кажав малку подоцна на самиот почеток, ајде да се загрееме со добра песна. Леа дождови над овој град. Ние двајцата чекаме знак. Во продолжение одиме со информација сервисна од Македонија. Станува збор за назначени нови директори на клиниката за детски болести. Министерот за здравство назначи нов менаџерски тим што ќе раководи со клиниката за детски болести. Од министерството информираат дека за директори се назначени доктор Аспасија Софијановска како стручен директор и Ридван Ибраими како директор економист. Софијанова доаѓа до редот на вработените во клиниката и е назначена како резултат на претходно богато искуство во оваа здравствена установа.
Следна информација ни е од нешто што се нарекува туризам во Скопје, во Републикава. Станува збор за тоа дека Скопје добил ребрендиран туристички информатор. Туристичкиот сојуз на Скопје промовираше ребрендирано издание на туристичките информации за главниот град, насловен како Скопје Турист Инфо. Информаторот е на англиски јазик и нуди месечни информации за странските туристи кои се во Скопје или имаат намера да не посетат. Достапен е и во електронско издание во англиска и во македонска верзија, кои може да се најдат преку страницата www.skopje-3d.mk. Информаторот нуди преглед на случувањата во месецот за кој е издаден, рубрики за музеите, за обележјата и градбите на градот Скопје од христијанскиот, отоманскиот и неолитскиот период, како и презентација на градските споменици и скулптури. Беа тоа две интересни информации од Македонија во продолжение одиме со дневниот хороскоп. Да видиме што звездите велат за овој денешен ден и веднаш потоа одиме со интересен прилог кој го најавив. Станува збор за тоа како ние родителите да ги натераме нашите дечиња од мали ноđења да почнат да ги ценат парите и да бидат одговорни. Уживајте.
Научете го детето за вредноста на парите и штедењето. Постепено запознавање на децата со суштината и вредноста на парите е важен дел од растењето, затоа што така тие сваќаат дека не можат секогаш да добијат се што ќе посакаат. Го учат процесот на штедење, па дури и започнуваат да учат како да прават разумна инвестиција. Никогаш не е премногу рано да започнете да ги запознавате вашето дете со парите. Експертите сметаат дека првите лекции треба да се започнат уште на 3 годишна возраст, кога детето ќе започне да им обрнува внимание на парите. Сепак, лесно е да се каже, тешко е да се направи. Еве неколку совети кои ќе ви помогнат да му представите вистинска вредност на парите на вашето дете и да го научите да штеди и да ги троши разумно. Научете го за вредноста на парите. Научете го да брои монети. Прво запознајте го со монетите. Кога вашето дете ќе научи да брои, дајте му монети од 1 денар. Објаснете му ја вредноста на различните монети. Кога сметате дека вашето дете е подготвено, дајте му различни монети од 1, 2 и 5 денари. Така визуелно според големината на монетите полесно ќе му биде да научи дека монетата од 2 денари вреди повеќе од монетата од 1 денар, а помалку од монетата од 5 денари. Разменувајте пари. Воведете игра банка во која вие ќе сте клиент, а вашето дете банкар. Дајте му монета од 5 денари, научете го дека таа вреди подеднакво со 5 монети од 1 денар. Вежбајте го менувањето пари, додека не видите дека вашето дете разбира што всушност се различните монети. Објаснете му од каде доаѓаат парите. Нормално е дека децата мислат дека парите доаѓаат од нивната мајка и татко и дека секогаш кога требаат пари има доволно во паричниците на родителите. Некаде на 5 годишна возраст децата се подготвени да слушнат и можат да разберат од каде вистина доаѓаат парите и дека не се неограничени. Тогаш е потребно да му објасните на вашето дете дека парите се стекнуваат со труд и работа и дека со нив може да се купува само она што е неопходно, а некои задоволства може да се ги прушите само ако штедите. Покажете му дека има разлика помеѓу потребите и желбите. Многу често децата кога ќе видат нешто интересно во продавница, веднаш посакуваат да го имаат, па прават се што можат за да го добијат, а често започнуваат и да плачат. За да избегнете таков мал скандал во јавност, потребно е да го научите вашето дете дека има разлика помеѓу неговите желби и реалните потреби. Објаснете му дека постојат некои работи кои се неопходни за живот и кои задолжително се купуваат и такви кои се еден вид луксус. Треба да му стане јасно дека не може да има секогаш се што ќе посака. Колку и да сте финансиски стабилни, ако му купувате на вашето дете се што ќе посака, правите голема грешка. Во таков случај ќе добиете до себе разгалено дете кое како што расте ќе биде уште попребирливо и никогаш нема да може да научи да штеди или да ги цени парите. Научете го како да штеди. Кога веќе детето ќе започне да оди на училиште, доволно е големо за да започне да учи да штеди пари. Давете му ги парите во форма која поттикнува штедење. Купете му детска каса, по можност нека биде прозирна за да може да гледа како се полни. Давајте му ги парите во форма која поттикнува штедење. Наместо да му давате банкнота од 10 денари, дајте му 2 монети по 5 денари или пак уште подобро 5 по 2 денари. Така ќе му дадете можност уште веднаш да тргне дел од монетите настрана за штедење, а само дел да стави за трошење. Носете го во продавница со вас. Користете го секој момент за да му одржувате кратки лекции. Покажете му на дело колку е важно споредувањето на цените или пак искористувањето на промоциите. Сепак, не користете тешки зборови како промоции, зборувајте просто и едноставно за да не го загубите неговиот интерес. Давајте му неделен джепарлак. Така ќе го научите детето дека треба да биде поодговорно за своите пари и дека треба да му служат одреден период. Ако случајно ги потроши сите на бомбони, не му давајте нови додека не помине договорениот период од 1 недела. Ако сака да си купи нешто, ставете слика од посакуваниот предмет играчка и до него плик и тегла. Така ќе му помогнете на вашето дете постојано да се потсетува што ќе добие ако успее да ја собере преку штедење потребната сума и дека ќе успее да го добие само и само ако ја заштеди. Наградувајте го за штедењето, исто како што вие добивате камата. На крајот на месецот за секој заштедени 10 денари давајте му дополнителни 2-3 од вас. Така ќе го стимулирате да штеди повеќе.
препораки. Дополнителни совети. Не го учете дека треба да му плаќате кога помага во домаќинството. Многу родители им даваат парична награда на децата за да си ја средат собата или пак ако успешно ја напишат домашната задача. Вие треба да го научите дека помагањето во домашните обврски е негово задолжение, затоа што е член на семејството. Не треба да дозволите за секое направено добро дело детето да очекува парична награда. Лекциите треба да бидат кратки. Децата не се навикнати долго време да се концентрираат на она што им го зборувате, особено ако им е здодевно. Искористете го секој поволен момент и секое негово прашање за да му одржите лекција за парите, но не претерувајте со монолозите. Лекциите треба да бидат интересни. Воведувајте во процесот на учење многу игри. Децата најдобро учат преку игра, а така вложуваат и повеќе напор за да ве разберат што им зборувате, тоест да ја научат играта. Сега следува моето гостување денешно во Сончевина. Здраво, доктор Васко. Веќе ве најавив доктор специјалист по гинекологија и акушерство. Најнапред добре ми дојдовте и фала што издвоивте време. Фала и вас на поканата, баш пријатно се чувствувам овде. Така, за прв пат во ТВ Сонце, но се надевам не и за последен, ќе опфатиме многу теми, бидејќи ги има во вашата област од медицината. Најнапред, сакам уште еднаш да повторам на гледачите дека денеска зборуваме една осетлива тема, барем за нас македонците, како родители. Она што се воведе неодамна беше, значи, задолжителна вакцина против ХПВ вирусот и сега дилемите се огромни. Едни велат треба, едни велат не знаеме квалитетот каков е, едни родители се плашат, не се едуцирани, но затоа еве имаме стручно лице да нели колку толку ги разрешиме овие дилеми. Јас се надевам дека со вакви разговори и друг тип на некакви убедувања и така дека луѓето ќе разберат дека таа вакцина е секако добра и дека е штета да не се прими кога има можност да не се прими. Кога има можност да се прими, а штета да не се искористи таа. Така да со се повеќе вакви разговори, со убедување и така. Иначе ја можам да ги разберам родители кои што се уплашени затоа што слушнале нешто од негде или така. И тоа е во ред, али никога не можам да го разберам дали е тоа наш синдром некој на оваа наша земја каде што секој сака да биде да каже нешто што уствари не го знае, не го разбира добро. Значи сите убедуваат некого, ова и ова било или се случило, али тоа се се неки кажувања кои што немаат реална основа. Тоа е тој проблем, значи во ред ако ти самиот се плашиш и не сакаш затоа што си слушнал нешто, али да ги убедуваш другите затоа што ти си слушнал нешто, тоа е малку чудно. Интересен народ сме во сите случаи. Секако да. Но еве да доближиме нешто повеќе на оваа тема. Најнапред што представува ХПВ вирусот? Па вирусот на ХПВ тоа е хуман папилома вирусот, тоа е една група во тие папова вируси кои што се открило дека го предизвикува карциномот на грлото на матката. Значи човекот што го откри тоа си доби Нобелова награда. Значи тоа е баш добра потврда за тоа научно достигнување. Со тоа што во последно време, иако порано беше само вирус кој што ги напаѓа гениталните патишта, во поново време имаме напад од тој вирус и на други делови од телото, значи екстрагенитални, каде што најчесто се на носот, на јазикот, на грлото, на ларингсот, значи на делови кои што се надвор од гениталите. И поготово, тука кај еден податок може да го спомнеме, дека делот на гениталните патишта, ХПВ, повеќе го напаѓа женскиот организам, со повисок процент него кај машките, а додека екстрагениталните подречја, каде што ХПВ предизвикува карциноми, многу повеќе ги напаѓа машките него женските. Така, може во прилог на сето ова да се пуштат и оние анатомии на матката кај една жена, за да се доближиме до тоа која е анатомијата и како тоа каде напаѓа всушност. Така, ова е една општа слика, значи анатомијата тоа е матката, јајникот и тубите. Со тоа што вирусот на ХПВ не напаѓа на овој дел што сега го гледаме, тоа ќе го видиме најверојатно на следната слика, каде што е на грлото на матката. Така, може следната слика одрежи? Така, значи ова е вака покомплетна слика, каде што убаво се гледа грлото на матката, кај што пише ектоцервикс, значи тоа е надворешниот дел од цервиксот, и ендоцервикс тоа е веќе почетокот на каналот на грлото на матката. Ова се
како изгледа самиот HPV вирус, значи тоа е тако му е формата која што се гледа под микроскоп, а на другите слики се некои од формите кои што ќе ги видиме ние со голо око кога прегледуваме. Значи ако има веќе зафатеност на грлото на матката и како тој изгледа кога ќе биде веќе формирани, направени некои промени на самото грло. Тоа се кондиломи израстоци или пак може да предизвика карциномски клетки на самото грло на матката. Така. Ова е некој развој на тоа како... Да, ова е развој затоа што сите карциноми што постојат, никој не може да настане одеднаш. Значи не настанува тоа во моментот кога ќе, ако денеска немало ништо, утре веќе да има карцином. Значи сето тоа си има свој развоен пат од лесна промена, па потоа оди средна промена, па тешка промена, па таа тешка промена оди во карцинома инситу. Карцинома инситу до тој момент можеме да кажеме дека може да се среди процесот, да се излечи таа особа без последици. И затоа сите овие прегледи што ги правиме и што се за рано откривање на карциноми е да се фати во овие стадиуми. Значи ако веќе има, значи секој дека не е убаво да некоја особа има карцином, али ако веќе има некаков процес кој што може да дојде до карциномски стадиум, најдобро е да се фати во овие стадиуми каде што е во предстадиумите, значи во таа лесна промена, умерена, тешка и така. И до моментот каде што има карцинома инситу, тоа инситу е многу битно, бидејќи значи дека карциномските клетки не пробиле базална мембрана, него останале само во површниот слој и до тој момент можеме да гарантираме дека излекувањето ќе биде комплетно. И тоа не само комплетно да биде како излечен карциномот, него и да се зачува репродуктивното здравје кај жената. Значи многу е битно да таа девојка, жена, да не само да и го спасиме животот од карциномот, него и да она може понатаму и да раѓа. Значи ако се спаси репродуктивното здравје, комплетно би било лечењето. Така да затоа е добро тие редовни контроли да се прават, каде што ако веќе нешто има да се открие на време, да се среди на време. А вакцината е ова е еден тип на ова е вакцината, значи таа ја има во две форми, Гардасил и Силгард, значи зависи дали е америчко или француско потекло. Тие се едни во светот, значи таа е едно производство и постојат два типа. Во едниот тип се ставени четирите, значи штити против 4 типа на вирусот на HPV. Тоа е 16 и 18 и 6 и 9. 6 и 11. А во втората вакцина има само 16 и 18, тоа се двата типа на вирус кои што го предизвикуваат најчесто карциномот на грлото на матката, а другите два типа 6 и 11 ги предизвикуваат оние кондиломи израстоци што ги видовме на претходната слика како израстоци што се. Кај нас е донесена она вакцина што е поквалитетната секако, затоа што во себе ги содржи 4 типа на вирус. И таа вакцина ја има во нашава земја и тоа е добра проценка да се донесе таа вакцина, не другата што е помала. Да, докторе, која е најраната возраст во која може да се појави ова заболување или вирусот на HPV? Ова е одлично прашање, баш кога може да се појави, затоа што вирусот се пренесува сексуално. Значи, со почеток на сексуалните односи може да одма да се добие. Значи, може би некој мисли дека баш тој нема да добие, али секој сексуален контакт кој што не е заштитен може да предизвика да се пренесе вирусот на HPV и после тој понатаму, како што рековме, пошто тоа е развоен процес, не може он во истиот ден да ја направи промената, али со тек на време да ги помине тие стадиуми па да дојде до тој најнепријатен стадиум каде што веќе треба да се прати големи интервенции. Затоа е добро за сите млади особи кои што ќе почнат да бидат сексуално активни да си одат на контроли. Да. А уште подобро, ако веќе сакаме да се заштитиме против овој карцином на грлото на матката, што е голема интенција на сите држави во светот, па така и на нашата, значи да се заштити таа млада популација, пошто ова е болест која што ги напаѓа обично младите особи. Пошто нели сексуално се пренесува, па младите се повише сексуално активни, нели нормално. Што е секако нормално, да. И ако тие се вакцинирани, значи заштитени, бидејќи вакцината е превенција. Да, а превенција, да, тука има значи, дилема исто така, значи, мислат дека тоа е лек, не, тоа е превенција. Да, тоа не може да се лечи со него, тоа е превенција, али превенција која што е секако многу добра, бидејќи сегде во светот постои тоа златно правило и многу е поевтино за било кого, и за луѓето, и за се, и многу поздраво, нели, ако нешто можеш да го спречиш, него да дојдеш до ситуација за да го лечиш. Така и оваа превенција е многу битна и со примањето на вакцина и затоа е направено така да биде задолжителна за девојчиња кои што се 6 и 7 одделение и затоа што
примењето на вакцината ќе овозможи да понатаму они не го добијат никако тој карцином на грлото на матката. Да, на кој начин се прима оваа вакцина? Примењето на вакцината е во 3 дози. Значи имаме првата доза, таа стартната, втората доза се прима за 2 месеци, че тоа е минимум, може да биде нешто подолго, али 2 месеца минимум мора да поминат, и третата доза е за 4 месеци од втората доза. Значи купната вакцинација би требало да трае околу 6 месеци. Така, 3 дози, значи 2 ревакцинации. Па да, така му доаѓа. Така доаѓа некако, али тоа е комплетно. Значи после тоа нема потреба од некакви дополнителни ревакцинации и самата вакцина штити до крајот на животот. Така, дали оваа вакцина е намената само за жени? Кај нас така е најавена. Вакцината така е направена, че така се правени испитувањата, бидејќи нели карциномот на грлото на матката е женска болест, бидејќи мажите немаат грло на матката. Али пошто се увидело дека вирусот на ХПВ кој што ја предизвикува, кој што ги предизвикува овие промени и овие карциноми на грлото, се пренесува сексуално, значи веројатноста дека го имаат и машките. И со тоа што кај машките не рековме дека нападот на гениталните патишта е малку поредок отколку кај женските, значи помалку проблеми прави. Најверојатно некој природен имунитет е нешто подобро организиран кај машката особа него кај женските. Али од друга страна, кога во последно време се открило дека многу повеќе карциноми на екстрагенитални патишта предизвикани од ХПВ се многу почести кај машките, така да вакцината почна да се користи и кај машките деца. Значи во Европа, тоа на последниот конгрес во Милано кога бевме го кажа дека таму е веќе, како што е кај нас за женските обавезна во 6 и 7 оделение за девојчиња, дека таму ги даваат и кај машките до 15 години. Не во сите земји секако, али во поразвиените земји. Вие мислите дека треба насекаде да биде така? Да, мислам дека треба, дури сум и поборник за тоа, затоа што ако се вакцинираат и машките, нормално дека тука веќе нема да го има тој пренос. Затоа што машките многу лесно може да ја пренесат, а од друга страна ќе се заштитат и они да не добијат некој карцином што е надвор од гениталните патишта. Иако да кажеме дека овие кондиломи и здравствоци што ги видовме преска, значи тие се појавуваат многу често кај машките особи кои што се доста непријатни и не изгледаат баш така убаво. Кажете ми, нагласено е во оваа задолжително вакцинирање дека е до 26-та година. Дали значи дека оваа вакцина е превенција и штити од ХПВ само до 26-та година или? Да, тука има една мала заблуда. Таа е направена така, значи затоа што се доведе како една синтагма која што ќе биде и кај нас и во светот дека до 26 години може да се даде бесплатно. Тоа не значи дека особата што има 27 или 28 години е нешто поразлично од таа што има 26 години, дека нешто кај неја се сменило во организмот, нели? Значи таа вакцина може да се прима и понатаму. Значи имаме особи што се над 40 години што си ја примаат вакцината и без никаков проблем, само што нели тоа е со плаќање и затоа кажам дека до 26 години. Тоа е така направено бидејќи првите испитувања кои направиле уште во далечната 92 година, се направени на женски особи што биле до 26 години. И затоа тоа е така кажано, значи затоа што увиделе оние статистички податоци дека до 26 години е многу почеста појавата на карциномот на грлото на матката него во покасните години, и затоа е така направена таа таргет група и така и вакцината е создадена. Иначе вакцината не е баш нова, таа е од 92. И голема заблуда постои во тоа што, како што кажавме, дека ако во превенцијата ја даваме кај особи што се 6 и 7 оделение, значи за да пред да стапат во сексуалните односи, да имаат сексуални односи, да бидат сексуално активни, значи оние особи што се веќе сексуално активни, тие по таа логика велат дека ние не треба да примеме пошто веќе сме почнале. Тоа не значи дека не смеат да ја примат, значи може да ја примат во секое време, веќе си бидат заштитени од вирусот на ХПВ. Така. Интересно е прашањето што кога листав по интернет за овој вирус, многу често прашање се појавува насекаде во светот од сите, од повеќето од понижниот пол. Дали доколку една жена во себе го носи веќе ХПВ вирусот, дали таа може да ја прими вакцината? Значи, вакцината која ќе се прими, тоа не ти обезбедува да таа женска особа повеќе не оди на контроли, да не прави гинеколошки прегледи така. Значи, примето на вакцината е заштита само од вирусот на ХПВ. А пошто постојат и многу други болести кои што може да го нападнат женскиот организам, затоа она
за кое што сме поборници сите. Значи, бар еднаш годишно посетување на гинеколог со правење на тој Папа Николао тест и нормално и сосема и други прегледи кои што би оделе уз тоа, каде што би ние откриле дали имаме некаков проблем кај таа женска особа, значи без разлика дали она прима вакцина, тоа мора да се прави. Гинеколошките прегледи секако постојат и мора да ги има. Значи, ова не се исклучува едно со друго, него може само да се надополнува. Со тоа што ако откриеме дека кај некоја женска особа постои вирусот на ХПВ, тогаш се прават типизации, да се види дали вирусот реално постои или е само промена настаната од вирусот. И да ако го има, тогаш да се види кој тип е. Дури особи кои што веќе го имаат некои од овие вируси што се ставени во самата, не вируси, него оние антитела што се ставени во против вирусот во самата вакцина, пак може да ја примат вакцина, зашто таа ќе ги заштити од другите типови. Бидејќи она во себе има заштита од 4 типа на вирус. Така да незината заштита, ние секако дека моментот кога ќе откриеме дека има вирус, ние тоа мора да го лечиме. Значи мора да го следиме за да се и се зависи лечењето од тоа на кое ниво сме го нашле процесот и промената. И во тој случај кога ќе биде излечена, комотно може да си ја прими вакцината, за понатаму никогаш да не добие, затоа што самата инфекција која ќе се добие, понатамошната заштита, значи тој природен имунитет што се ствара против тој вирус е далеку помал отколку ако се прими вакцината. Така. Сега ќе направиме една пауза и секако да им понудам на гледачите доколку имаат некои дилеми или прашања поврзани со оваа тема. Веќе во вториот блок на разговорот може да се јавите, да си ги поставите своите прашања на 3130-137 и 3211-906. Сега може да одиме со едни флеш вести и реклами, па потоа се враќаме со доктор Васко. Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп.
one way or another, I shall have deliverance. Малку и видовме нешто од политиката, нешто од временската прогноза, малце реклами. Сега се враќаме назад во студио со доктор Васко Коруновски. Исто болно прашање за сите родители. Дали преку вакцината во организмот на тие тинејџери, девојки, се внесува и самиот вирус? Не. Значи, одма да се каже, тоа е не, и тоа е голема заблуда што луѓето мислат дека ако ја примат вакцината дека ќе го добијат вирусот и така, или да кажеме тоа претходното прашање што беше, ако го има вирусот и сега кога ја примаш вакцината дека ќе се зголеми таа инфекција. Не е тоа апсолутно точно, бидејќи ова е единствена вакцина до сега во светот направена која што е без вируси во себе. Значи, тоа е чисто протеинска вакцина, не постои вируси, ни оштетени, ни умртвени, ни никакви. Значи, не примате со вакцината никаков вирус, затоа нема никаква опасност. Значи, до сега, за минатата година се 50 милиони дози дадени во Европа, значи, апсолутно без никакви проблеми. Единствен проблем што може да настане е од самиот тубот на иглата, затоа што се прима во надлак птицата и тоа е као подкожна игла, и сега нормално мало оток, да, мало оток, мало црвенило и така, или па некои луѓе нели што не поднесуваат инекции па се плашат од тоа и така. Значи тоа е единствено некој како проблем што има досега, ние не сме имале никаков проблем. Во мојата организација се боцнати во моментов негде преку 700 нешто дози, а тоа сега го знаеме точно, пошто сега брзо дававме извештај, бидејќи сега очекуваме да добиеме нови вакцини. Така да толку боцкања, а без никакви компликации. Ете, тоа е она што можеме да кажеме од лично искуство или од ова што го слушаме по конгресите, каде што стварно многу големи дози низ Европа сме дадени. Тука, значи, она која би сакал да кажам, значи, кога велиме дека ние сме ваква земја, онаква земја во развој и сето тоа, тука ова може би единствено место и баш сме горди кога ќе појдеме на конгрес на тоа, дека ние сме во оние земји каде што е задолжителна вакцинацијата и тоа во земји како што се Америка, Англија, Франција, значи прв пат да сме во некоја конкуренција во тој ранг, да. Па добро, еве сега и спортистите малку не подигнаа на некој ранг. За жал фудбалите никако не успеваат тоа да го направат, ама еве ние во однос на вакцинацијата сме меѓу земјите кои што ја имаат како обавезна ставена и тоа меѓу оние земји што се најразвиените земји, да. Еве и дури нашиот јушен сосед и грците имаат ставено како обавезна вакцинација. Да. Следна грижа и главоболка кај родителите пред примањето и одлуката дали да се прими или не оваа вакцина е дали е таа вакцина квалитетна, од кои производители, да не е кинеска. Навистина, не знам што е тоа што толку се пушти во гласина, дека имало кинески вакцини. Кажете ни како стручно лице, ве молам, какви се тие вакцини? Вакцини не постојат кинески, како што кажавме, тие се или Гардасил или Силгар, тоа се значи светски производители, МСД ги произведува, тоа е една фирма што е со најсветско реноме што може да биде. Кемофарм ги носи кај нас овде, значи се е тоа регуларно, све поминато е преку тендер, преку министерство што оди и сега затоа го чекаме тој новиот тендер да помине, значи све си е регуларно со вакцините, не постои никаква можност да бидат тие неквалитетни или да бидат од некоја земја како Кина. Иначе конкретно за Кина да ви кажеме, затоа што тоа е голема земја, значи ние сме многу мала земја во светот, без дека што не сметаме дека сме најголеми, али ние сме само многу мала, реалната да. Кина која што е изворедно голема земја во однос на бројот на жители и голема борба е сега во светов на тие производители на вакцини да можат да ја воведат во Кина да се употребува, а не да се произведува. Така да кинески вакцини апсолутно не се. Значи тие такви забелешки што беа дека вакцината е непроверена, дека е кинеска, дека е како да сме ние некои заморчиња на нас да се испитуваат, апсолутно не е точно. Значи тоа е вакцина што е со сите сертификати во светот поминати, со сите можности, иначе вакцината од 92 година не е толку нова колку што мислат кај нас.
и е баш онака добро квалитетна како што треба да биде вакцина и поготово што штити до крај на живот. Значи тоа се неколку параметри за самиот квалитет на вакцината. Да. Еден од најголемите поборници против оваа вакцина е и црквата, особено католичката. Зошто е тоа така? Тие имаат некое нивно оправдување што така гледано може би да се во права, али во глобала мислам дека не се. Сега не би сакале да спориме нешто со нив, да се контрираме и така, али ќе објаснам нивниот став, па ќе видиме дали кој како ќе мисли така, дали сите луѓе си имаат свое право на мислење. Значи, она што го кажавме на почеток, дека многу луѓе убедуваат против вакцината без да имаат податоци за нејза. Значи, ја можам да разберам некој да знае нешто или да во светот се случило нешто и да тоа е верифицирано, значи да се објавило на конгрес, да се кажало. Такво нешто не постои. Значи, нешто да таа штета направила вакцината. Али црквата смета дека ако девојчињата ја имаат примерно вакцината, дека понатаму ќе бидат послободни во своите сексуални односи, значи нема да се плашат толку многу и така. Од таа гледна точка нивното гледиште може би е исправно. Само овде пак би сакал да нагласам, значи ова е вакцина која што штити од вирусот на ХПВ и што не дозволува да се добие карцином на грлото на матка. Значи постојат и милион други болести кои што може да се добијат со сексуални односи. Тоа не значи дека таа особа ако ја има примерно вакцината, може да прави што сака или да биде со кого сака или да воопшто не внимава. Значи и понатаму останува дека таа редовно мора да доаѓа на контроли. Мора да си го чува своето репродуктивно здравје, затоа што постојат и други болести кои што може да го оштетат репродуктивното здравје на жената. Да си го пази својот имунитет, да си води заштита со кого и како е, да има заштита при сексуалните односи, затоа што некојаш ако ништо друго па постои и болест, не болест, него постои можност да направи несакана бременост, па после треба да прави абортуси, да. Значи многу работи кои што не дозволуваат тек така слободно однесување, како што црквата смета дека ако биде примана вакцината, дека таа ќе ги ослободи да прават што сака. Затоа мислам дека во тој поглед вакцината сепак е добра. Значи не би требало да бидеме против неја само затоа што девојчињата би биле послободни. Секако е добро затоа што она ќе заштити да не се добие карцином на грлото на матката, тоа е голема предност, пошто карциномот на грлото на матката е во висок процент на женски болести кои што го уништуваат сексуалното здравје и понекогаш и животот на жената, ако се фати во тие покасни фази, да. Дали може да се препознае, односно дали има симптоми овој вирус? Вирусот препознавањето или ние што го правиме е само на папа тестот. Значи папа тестот, колпоскопијата, сам човек не може да си симптоми нема. Сега ако дојде ситуацијата да почне да појавува симптоми, тоа значи веќе далеку замината фаза, значи веќе во терминалните фази каде што постојат тие проблеми и више тука тешко можеме да спасе. Значи предноста на овие наши гинеколошки прегледи и тие редовни доаѓања на гинеколог на еднаш годишно, предноста е во тоа што може ова и сосем и други работи да се откријат во оние фази кога може да се среди, да се излечи без да остави никакви проблеми. Значи кога се уште не направила никакви симптоми да таа жена ги почувствува. Значи кога нема никаков проблем, женските особи и кога немаат, кога се чувствуваат потполно здрави, треба бар еднаш годишно да го посетат својот гинеколог, да се направат тие редовни прегледи каде што ќе се види дали има некаква промена или не. Кој е начинот на лекување кога веќе ќе се појави ХПВ вирусот и до која фаза може конзервативното лекување да помогне, а кога веќе одиме под интервенција? Вирусите, како сите вируси во светот, се уште немаме конкретно лек некој кој што би ги победиле, како што против бактериите ги имаме антибиотици. Значи, кога имаме бактериска некоја болест, ќе дадеме антибиотик и тоа би требало да се излечи. Против вирусите ние немаме баш сигурно антивирусни лекови, иако постојат некои од нив, али има голем дел од тие антивирусни што апсолутно па не делуваат на ХПВ-то. Така да кога ќе се открие давањето на такви лекови е не целисходно, не е можно да се излечи болест. Затоа откривањето побрзо, кога се уште нема замав за тој вирус, следувањето во однос на тоа да се појачи имунитетот на организмот, па ако има потреба да се направи некоја мала ситна интервенција што нема да го оштети ни грлото на матката, ни целото репродуктивно здравје, за да се победи и да се уништи вирусот.
Сето тоа зависи сега значи од која фаза и кога е откриено. Ако се прави папа тест, значи као стандардно што се прави, onda сите што имаат позитивен папа тест, значи каде што велиме дека постои ХПВ и кој што направил некаква промена, после се оди на понатамошни испитувања каде што се прави колпоскопија, да се види каде тоа е таа промена и колку е изразена и длабочината на промената и така, и потоа се прави ХПВ типизација. ХПВ типизацијата е значи да се открие дали тој вирус постои во тие клетки, затоа што полно пати тоа е забуна доста кај луѓето, значи ќе откриеме дека на папа тестот ќе се појави ХПВ, а на типизацијата ќе откриеме дека нема ХПВ и сега они значи малку се збунети. Тоа треба да им се објасни, затоа што вирусот на ХПВ не мора да го има во самите клетки, значи тој може да направи промена, а организмот се изборил против него. И тоа е многу добар навод ако се најде дека на ХПВ типизацијата ќе има отсуство на вирус. Дури во некои земји на светот, се уште се тоа многу мал број, не е обавезно папа тестот да се направи. Тој се прави, али не е обавезно, него место него го зазело ХПВ типизацијата како обавезна метода. Че се прави ХПВ типизација, па ако има вирус се прават пап тести по дополнителни промени, дополнителни инвестигации, дополнителни испитувања. И нормално да ако се најде дека имаме високоризичен тип на вирус, значи поред колпоскопија се прави и биопсија. Биопсијата е онаа метода со која што ние точно утврдуваме за кое ниво и за кој степен на промена се работи. Затоа што папа тестот ни е на работна дијагноза, значи тоа е на скрин техника, каде што ние би ги откриле тие позитивни наводи и кои што треба понатаму да ги проследиме со испитувања. А на биопсијата се добива точна, значи точна дијагноза, екзактна, точна и се знае дали е промената на лесен степен, на умерен, на тежок степен, дали е дисплазија, дали е карцином, дали докаде што и во однос на тоа се закажува лечењето. Дали лечењето ќе помине само со една обична ласерска вапоризација, дали ќе помине со лед конизација, дали ќе треба конизација, тоа зависи нели што би добиле на промената на биопсијата, или па ќе одиме само на конзервативно со давање на лекови препарати кои што би го појачале имунитетот на организмот. Сега постојат и некои лекови што ние ги правиме, Фитофарм припрема некои како 5-флуорацилот кој што е лек кој што се дава вагинално за да може да го делува против вирусот, али сето се тоа значи лекови кои што се значи со можност да делуваат на вирусот, не сме ние нели сигурни дека пошто се уште нема некој лек кој што е сигурно дека ќе го победи. Кога ќе се најдат нели таков лек, тогаш и сидата лесно ќе биде излечена, да. Пошто и таа е исто вирусна. Да, докторе, на самиот крај би сакала навистина како стручно лице вие како доктор специјалист по гинекологија и акушерство, доктор Васко Коруновски, да им даде еден апел на сите родители кои што се загрижени, кои што се во дилема, кои што се можеби со многу прашалници и не знаат што да направат со своето дете. Па да, голем проблем е полно и се јавуваат и мои пациентки или пријателки или така кои што нели девојчињата им се негде во таа возраст 6-7 години каде дали да ги вакцинираат во школа, нели кој и треба да мој совет е да се ги вакцинираат девојчињата затоа што тоа е голема предност бидејќи ги заштитуваат до крај на живот, нели. Не дај Боже да ако некој родител потпише дека не сака да го вакцинира своето дете, а тоа дете на 20 некоја година добие карцином. Значи како тој родител после ќе го гледа тоа свое дете или како тоа ќе му објасни на своето дете дека потпишал да не ја прими таа вакцина. И така тоа е стварно многу непријатно би било да се случи такво нешто. За да не се случи такво нешто, нека се ги вакцинираат девојчињата и имаше пред некој ден, не знам точно ни на која телевизија ни како, една новинарка кажа дека се потврди дека вакцините не чинат затоа што се повлечени. Мислам дека не би требало тек така лесно да се даваат такви заклучоци, затоа што она можела комотно да праша зашто се повлечени, а тоа дека се повлечени точно се повлечени вакцините, Да, вакцините се повлечени само од една проста причина што рокот на употреба секој лек во светот постои си има свој рок на употреба. И ако пишува дека лекот на употреба е до 16 или 17 февруар, како беше значи тој тип вакцини, секако дека после тој ден се што е останато, значи тие што не се дадени, се мора да се повлечат. Би било глупо да дадеме нели на некои млади особи 6-7 години да дадеме вакцини кои што се со поминат рок, нели. Рокот на употреба на тие вакцини што ги имавме до сега беше 16 или 17 февруар. Нема да се збор точно седен да не се сеќам. Ние во моментов не повлековме од кај нас ниедна затоа што сите ни беа потрошени. Таму кај што имало не потрошени, значи кај што имало останато, тие ги повлекоа и сега се чека новиот да се добијат новите вакцини
Така да стварно би било добро да некој кој ќе каже некој на таква, па поготово ако е новина, пошто е многу е ценам таа професија и нели многу е битна, бидејќи луѓето го слушаат тоа, нели? Така и веруваат во тоа што се слушне, да ако веќе дадеш таква информација, па бар провери дали е така. Точно е дека се повлече, али не се повлече затоа што не чинат, нека затоа што не поминат рокот. Што е многу нели едноставно. Кога се чекаат новите? Јас би ве прашал. Па тоа не зависи сега од нас, ние секој момент чекаме да ни стигнат. Тоа е нели рековме дека оди баш по сите правила и прописи, мора да се има тендер, мора министерството да одлучи, мора да се донесат, се има фирми што ги носат, нели, и потоа ние ќе ги добиеме овие, значи гинеколошка клиника, болниците, значи сите што имаме сертификат за вакцинирање и ние значи имаме негде не знам колку 50 девојчиња кои што се почнати со вакцина, примена прва, втора, сега треба да се добие втората и третата и сега треба да ги добиеме за да ја довршиме вакцината. И сега дали ќе има набавка на нови вакцини кои што ќе би ги давале пак бесплатно до 26 години како што е редот. Тоа не би знаел, тоа сепак си зависи од политиката на министерството, да, пошто тоа они си одлучуваат, они си одлучуваат за тоа. Ако има такво нешто би било добро, затоа што верувам дека повеќе девојчиња би се вакцинирале. Ако нема такво нешто, тогаш е малку понезгодно, бидејќи вакцината не е така ефтина, таа кошта 400 евра. Значи сите 3 дози се отприлика 400 евра, бидејќи една е околу 135 евра едната доза. Така да таа вакцина не е така ефтина како овие вакцини што се за грип и така што се по 200-300 денари, че ова е доста скапа вакцина и затоа е голема штета за тие што можеле, а не искористиле да се вакцинираат. Да. И така да бар за девојчињата што се 6 и 7 одделение секако дека ќе ги има тие бесплатни, пошто тоа ќе се оди како редовна вакцинација и тоа ќе се оди во школите и така. А за овие што се повозрасни или кои што не примиле, а сакаат да примат, дали ќе добиеме такви дози, тоа моментално стварно не знам што да одговорам. Тоа се зависи, да, ја мислам дека и луѓето уште не знаат, докато не се одлучи дека не помине пред тендер колку и како вакцини би набавиле. Сигурно Министерството на здравство ќе го објави. Да, тоа ќе се одлучи, да, секако, да. Голем поздрав, навистина ми беше чест и задоволство. Прво што одвоивте време, второ што навистина не доближивте до оваа проблематика и ни дадовте позитивни совети. Фала и вас многу да ова е стварно еден убав начин да луѓето дознаат нешто повеќе за она што ги мачи или на крај крајва кога ќе видат дека има некоја ваква емисија, па можете да се јават после до вас или до било како па да им дадеме дополнителни информации. Да, секако. Поздрав, а ние во продолжение одиме со добра песна. Ке свертам нов лист или утре или задутре, ке почнам од ново, ветувам овој пат честен збор. Ке те простам за се, некогаш, никогаш, и веќе нема да лажам баш секогаш. Ветувам, ке видам по-добра, од утре, од задутре, од утре или задутре. Ако не барем попаметна, од утре, од задутре, од утре или задутре. Баш е луда, се што сакам можам. Ке сменам се од утре или задутре. Баш е луда, се што сакам можам. Ке видат чуда од утре или задутре. Baby girl, you're more precious than any pearl. Let's get together and take over the world. You do this, brother that, pushing big toys and all that. Rat tap tap, cause my pocket's getting fat. Нема веќе извини, што ме бива, што постојам. Нема планови веќе да ложувам, откажувам. Нема не да се правдам, што на ништо овде не лепам. И за се што ќе кажам, да барам дозвола. Ветувам, ке видам по-добра, од утре, од задутре, од утре или задутре. Ако не барем попаметна, од утре, од задутре.
ново освежување со Ева, а во продолжение да опфатиме неколку и сервисни информации на овој пат од светот. Првата информација е за тоа дека Yahoo завојува против Facebook. Yahoo го исполни своето ветување дека ќе го тужи Facebook доколку не ги лиценцира неговите патенти кои ги прекршува. Па откако преговорите пропадна, Yahoo вчера му збрца тужба. Леле, како ова сум го превзела од некој сајт. Тужбата на Yahoo е поднесена во Американскиот окружен суд во Сан Хозе, Калифорнија, а во неа се наведува дека Facebook остварува раст кој во голем дел се заснова на неовластеното користење на патентираната технологија за размена на пораки, генерирање вести на фидот, друштвеното коментирање на огласите, спречување на измами и контрола на приватноста, пишува New York Times. Значи, ете една мала војна помеѓу овие интернет портали одиме понатака со прво место на македонските дебатери на турнир во Будимпешта. Македонските дебатери Лазар Поп Иванов и Георги Велковски го освоија првото место на меѓународниот дебатен турнир во Будимпешта, насловен како Будимпешта Open 2012. Домакини на турнирот што се одржа викендот на 3 и 4 март беа дебатните клубови на Central European University и исто така на Corvinus University, а учество земаа повеќе од 100 учесници од преку 30 земји од светот. Македонската делегација како учесник на овој турнир беше составена од 8 дебатори, членови на младинските образовни форуми МОВ. Со 4 прелиминарни рунди во полуфиналето се пробија и 2 македонски тима. Во полуфиналната рунда се сретнаа 2 од македонските тимови, а се надпреваруваа со дебатори од Франција и Германија. И секако на крајот ја победија Франција, значи дефинитивно сме познати, добри оратори, дебатори, многу не бива за зборување, секоја чест за нас како македонци. Во продолжение би сакала да ве потсетам на она што се нарекува трансформација, на оној проект што го правиме во оваа емисија со соработка на Саши Мики Ексклузив и во соработка на Бадев Мейкап Артист. Значи, вие пријавете се, господи, жени, девојки кои сакате да направите промена, а пријавете се на 3130-137 и 321-1906 и јас ќе ве носам во студиото каде што ќе ви го сменат вашиот изглед секако. Инаку, театарските представи во Театарот за деца и младенци продолжуваат, знаете, сами четврток игра Црвенка, па петок е Алиса во земјата на чудата, сабота е 12 месеци и недела е Снежана и 7 џуџиња. Голем поздрав, гледате репризата во Новитет на Сонце телевизија, тоа што репризата на Сончевина од вчера ја гледате во 19 часот и 10 минути и секако саботно и неделно репризно издание од 11. Поздрав на утре во премиерно издание од 10 часот.